Полицијата поднесе кривична пријава против советникот од ДУИ Нефи Усини, кој вчера насред бел ден пред познат Охридски хотел физички го нападнал охриѓанецот Спирко Топаловски. Ова следи после пријавата на Топаловски во полиција дека вчера напладне крвнички бил претепан од Усини и од уште тројца други негови луѓе пред познат Охридски хотел и пред неговиот 14 годишен син, кон кого бил вперен пиштол. Топаловски за ТВ24 вели Усини ме тепаше со пиштолот по главата, но е само извршител, додека причината за нападот тврди дека бил Зоре Темелковски и заедничките несогласувања, кои подолго време ги имале поради дефекти во водоводната мрежа во населбата Рача. Топаловски најавува дека случајот ќе го тера до крај. Па ево сега моментално, пошто ми се јавувате, сум на болницата и на невропсихијатар со син ми, цела вечер немаше спијано. Не го кажувам ова за да ја тревожам јавност или да се правдам, да добивам поени да ме сожалуваат луѓето. Напротив, значи, ова се работи за дете, 14 годишно дете. Мене да ме убие немаше ништо да направам. Него целава работа ме боли мене како родител, што дојде до ова е клучот Зоре Темелковски. Изманипулиран, не си усаини. Точната правата вистина. Точно не нападна човекот. Изваде пиштоли, си имат снимки, али изманипулиран од него. А зошто беше изманипулиран, то не можам јас да ви одговорам. Зоре Темелковски пак се оградува и тврди дека апсолутно нема никаква поврзаност со случајот. Се тоа, вели, е измислена рекетарска приказка. Советникот Усини пак тврди дека не носел пиштол. Се расправавме вербално и паднаа само 2-3 шлаканици, бидејќи провоцираше и навредуваше. Но полицијата, според материјалот од снимките на надзорните камери од хотелот, констатирала дека сепак бил употребен пиштол. СВР Охрид до надлежното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против НУ и ИУ, двајцата од Охрид, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела насилство и неовластено држање на оружје или распрскувачки материјали. По наредба на јавен обвинител СВР Охрид синоќа изврши претрес во домовите на пријавените. По овој инцидент ќе постапува и обвинителството, но не е првиот и единствен во кој главен актер е советникот Нефи Усини. Лани против него обвинителството отвори предмет за напад врз инспектор кој бил спречен да изврши увид на градбата кај Чинарот, а потоа беше пријавен и во полиција дека го претепал и советникот Джелал Мена и професорот Илја Силјази. Досега за ниту еден од овие случаи нема правна разрешница.